Дали знаеш што е тоа устав? Секако, уставот е највисок правен акт на една држава и сите други правни акти мора да бидат усогласени со него. А што содржат уставите? Уставите може да содржат преамбула, вовед и нормативен дел во кој се содржани правните одредби. А некои устави содржат и уставни амандмани. Со уставните амандмани се дополнуваат уставите со нови одредби или се укинуваат постоечките. Дали сте знаеле дека првиот устав на Република Македонија е донесен на 17 ноември 1991 година, непосредно по референдумот за независност одржан на 8 септември 1991 година? Знаеш ли што опфаќа преамбулата на македонскиот устав? Да, меѓу другото, таа ги опфаќа целите на уставот, вклучувајќи го владењето на правото, човековите права и слободи, обезбедување на мир и соживот, социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот. А што содржи нормативниот дел на македонскиот устав? Тој содржи уставни одредби поделени во 9 делови, а одредбите од првиот дел ја дефинираат Република Северна Македонија како суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Во првиот дел се поместени и темелните вредности, а во вториот – основните слободи и права на човекот и граѓанинот. Третиот дел го опфаќа организирањето на државната власт. А четвртиот дел се однесува на Уставниот суд. Што регулираат останатите делови? Останатите делови ја регулираат локалната самоуправа, меѓународните односи, одбраната и вонредната состојба, измената на уставот и преодните и завршни одредби. Дали сте знаеле дека уставот е менуван 8 пати со вкупно 36 амандмани? Најголемите измени на уставот се направени во 2001 година, со вградување на одредбите од Охридскиот рамковен договор. Кои основни слободи и права ги гарантира Уставот на Република Северна Македонија? Уставот ги гарантира граѓанските и политички слободи и права, и економските, социјални и културни права. Кои се политичките слободи и права? Слободата на изразување представува едно од политичките слободи и права. Да, но исто така тука треба да се споменат и слободата на собир и правото на здружување на луѓето за заштита и остварување на сопствените права и интереси. Така е. Во оваа група од права важно е и избирачкото право, што значи дека секој граѓанин над 18 години има право да гласа на слободни избори. Точно. Покрај тоа, имаме и право на представки и поплаки, што значи дека секој граѓанин има право да се обрати до државните органи и да добие одговор. Уставот на Република Северна Македонија ги гарантира и економските, социјалните и културните права. Кои се економските права? Правото на собственост е едно од нив. Постои право на наследување. Но исто така, на граѓаните им се гарантираат и слободата и правото на работа, правото на синдикално организирање и правото на штрајк. А кои права спаѓаат во социјалните права? Правото на социјална сигурност и правото на социјално осигурување се едни од нив. Исто така се гарантира и правото на социјална заштита, правото на слободно одлучување за раѓање деца, правото на здравствена заштита за сите, како и правото на помош и посебна заштита за немоćните лица и инвалидите. Дали сте знаеле дека овие права ги заштитуваат и луѓето кои се бореле за македонскиот народ и неговата државност? Денес секој е должен да ја брани републиката. Уставот ни обезбедува важни права и слободи во различни аспекти на животот, што е клучно за развојот и благосостојбата на нашето општество и држава. Покрај овие права, Уставот ги заштитува и културните слободи и права, како што се правото на образование, слободата на научно и уметничко творештво и слободата на изразување на националната припадност. Како се гарантираат сите овие слободи и права? Гаранциите се предвидени во Уставот на Република Северна Македонија. Според член 50, секој граѓанин има право да побара заштита на слободите и правата пред судовите и Уставниот суд. Во барањето, граѓаните треба да ги наведат причините поради кои се бара заштита, фактите и доказите на кои се заснова барањето, како и други податоци потребни за одлучувањето на Уставниот суд. Дали постојат и други механизми за заштита на основните слободи и права?
Да, граѓаните може да се повикаат на заштита на слободите и правата преку механизмот на бесплатна правна помош, редовните судови, Народниот правобранител, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и постојаната анкетна комисија на Собранието. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Значи, ученици, нашиот устав представува највисок правен акт во државата, донесен во посебна постапка од страна на Собранието на Република Северна Македонија, кој предвидува различни механизми за заштита на основните слободи и права на човекот и граѓанинот. Запомнете, суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Па затоа можеме да заклучиме дека нашиот устав ги постави темелите за изградба на демократско, праведно и мултиетничко општество, каде сите граѓани се еднакви пред уставот и законите.